Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот News Flash на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Лилица Китановска. На 2 недели пред изборите, председателот Барак Обама и неговиот републикански предизвикувач Мит Ромни прават последни напори за апелирање на гласачите кои се уште не се одлучиле за кого ќе гласаат. Почнуваме со вестите. За време на собир во вторник во јужната држава Флорида, Обама го обвини Ромни за менување на ставот по важни прашања на нивната последна дебата од понеделникот вечер, вклучувајќи ја операцијата во која е убиено Осама Бин Ладен. Се работи за доверба. Нема посериозно прашање во председателската кампања од довербата. Треба да имате некаква доверба во тој што ја води државата, дека го мисли тоа што го вели, дека кога ќе каже дека ќе стори нешто или во што верува, дека тоа ќе го стори. Да знаете зашто е, кажа тој. Појавувајќи се во Лас Вегас, Невада, Ромни кажа дека Обама се свртал кон напаѓање зашто видел дека ја губи поддршката кај американскиот народ. Минавме низ 4 дебати заедно со подпредседателската, но не чувме од председателот која е неговата агенда. Затоа неговата кампања заостанува, нашата е со полна пареа напред. Анкетите покажуваат изедначена трка. А од другите вести, Јапонија вели дека е ангажирана во разговори со Кина за решавање на територијалниот спор што ги наруши односите на двете азиски сили. Официјални извори ги потврдуваат извештаите дека заменик министерот за надворешни работи на Јапонија тајно се сретнал со високи кинески представници во Шангај. Во меѓувреме, високи кинески представници наводно ги одбиле напорите на американска дипломатска делегација да посредува во решавање на спорот. Кина продолжува да испраќа патролни чамци во близина на спорните острови. Јапонија вели дека 5-ти ден поред ова се случува веднаш до нивните територијални води. На репертоарот на Македонскиот филмски фестивал во Торонто, што се одржа викендов, се најдоа и кустометражни остварувања на оние чие време допрва доаѓа. Главен лик во еден од нив, насамо со господин Картер, е канадскиот актер од македонско потекло Пол Сандерс, со кого разговараше Јане Бојаджиевски. Míralo. And now he's sweating all over the shirt you gave him for Christmas. See? Hi, this is going on. I know the direct marketing. Приказната на филмот "Насамо со господин Картер" во режија на Жан-Пьер Бержерон, кој истовремено е и сценарист, се врти околу младо момче кој открива дека има чувства за истиот пол. Бидејќи е млад, не знае како да ги контролира. Конфузен е, коментира актерот Пол Сандерс, кој го игра соседот од малото, поранешен полицаец во врска со невротична девојка, а во кого е заљубен главниот лик. Сандерс смета дека неговиот лик не е хомофобичен и се обидува да му помогне на момчето. Филмот за него носи моќна порака. Светот е различен, луѓето имаат различни чувства, има различни видови на љубов, емоции и врски. Се надева дека пораката ќе допре до поширокиот аудиториум. We're living in a modern age now, 2012 going to 2013, and the world has to be more. Живееме во модерно доба, 2012-та, и светот треба да биде полиберален за сексуалната ориентација, чувствата. Ако сакаме светот да преживее, мора да бидеме пофлексибилни и повеќето би се сложиле. Her inner little girl keeps fighting with your inner little boy. I don't think she means it. Yeah, well, my inner little boy is too old for her. Филмот е снимен за една недела на улиците на Монтреал, градот познат по европскиот шмек што ја привлекува филмската индустрија. Сандерс открива дека само што завршил со снимањето на главна улога во канадски долгометражен филм за професор по англиски, кој по мозочен удар се буди од кома, но говори во стилот на сонетите на Шекспир. На 6 ноември, милиони американци ќе го дадат својот глас или за Барак Обама или за Мит Ромни. Продавница специјализирана за чоколада во Фредерик, сојузната држава Мериленд, го спојува демократското право со сладкото задоволство. Погледнете. Правењето од чоколада е специјалност и страст за главниот готвач Ренди Олмстед. Оваа изборна сезона тој работи на политичка чоколадна кампања. Идејата се родила пред минатите избори во 2008.
We had our very first African-American candidate. За прв пат имавме кандидат од афроамериканско потекло. Сакав да бидам дел од процесот затоа што се креираше историја за нашата земја. За да дознаеме што мислат луѓето, направивме и демократска и републиканска чоколада. Демократската чоколадна бомбона на темната страна има исцртано магаре, заштитниот знак на партијата, а републиканската слон. Hi, how are you? Олмстед вели дека уште го изненадуваат реакциите на муштериите. Доколку некој купи, на пример, 4 од републиканските чоколада, друг муштерија републиканец зад него во редот ќе побара 8 од другите. Фредерик е конзервативен, мал град во Мериленд, сојузната држава што вообичаено избира демократи. Мелиса Бакман е редовен муштерија и симпатизер на чоколадната кампања. Многумина може да имаат лоши чувства за оние од другата партија. Мислам дека ова е забавен начин да се поправат односите. Тим Айкелбергер се согласува. За мене ова е одличен начин да се прослават изборите. Олмстед вели дека секоја продадена чоколада е глас. Демократите водат со 178 наспроти 146 дадени за републиканците. Но цифрите постојано се менуваат. Секој вторник до денот на изборите на интернет страницата на компанијата се поставуваат најновите. Ренди Олмстед се надева дека неговата кампања ќе потикне политичка партиципација и секако продажба на чоколадата. А утре во Newsflash за канадскиот Нью Йорк, репортажа од Торонто, престолнина на модата, лулка на модерните музички правци, мека за филмските фестивали. Гледајте утрешната емисија. Утре во Newsflash, Торонто, разновидноста како стил. Гледајте во утрешната емисија. И тоа е се за вечерва. Се надеваме ќе бидете со нас и утре на ова исто место, а до тогаш работиме за вас на нашата интернет страница glasnaamerika.com. Поздрав од Вашингтон, го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Лилица Китановска. До гледање.